Почитувани, раководството во заминување на ЕСМ и РЕК Битола во период од 1 месец распиша десетина тендери кои очигледно смрдат на криминал и корупција. И за истите одговорност ќе има. За да се воочи што правело раководството на ЕСМ, треба првен да го погледнеме договорот кој што предпријатието преку РЕК Битола го склучило со Марковски компани на 8.5.2023 година за ремонтни активности по цена од 1.516 денари од час. Ова е тој договор. А потоа да го погледнеме овој договор од 17.7.2024 година за ремонтни активности на истата Марковски компани, склучен по цена од 3.947 денари саатнина. За една година, за склучен вид на активности, РЕК Битола и плаќа на Марковски компани 2,5 пати повеќе за саат извршена работа. Важно е да се разбере дека Марковски компани во 2023 година не работела со загуба на тендерот, туку имала и заработувачка. Па од тука се поставува прашањето каде завршила разликата во цена од 2,5 пати. Овој случај станува уште пофрапантен кога ќе се земе вкупната цена на тендерот од 2023 година, која е 14,7 милиони денари, и вредноста на тендерот од 2024 година, која е 208 милиони денари. Логички се поставува прашањето каде завршиле над 90 милиони денари, тоест над 1,5 милиони евра. Дали ова се пари со кои треба да се финансира СДС од опозиција? СДС да каже каде е разликата од над 90 милиони денари. Доволно е јавното обвинителство да ги спореди двата договори и веднаш да има истрага и апсење. Очекуваме јавното обвинителство да не спие и да почне со работа. Во спротива и тие стануваат соучесници во овој криминал за кој во целост ќе има одговорност. Пристигнаа две прашања од новинарите. Првото е дали бранителите заслужуваат достојно спомен обележје на Карпалак. Секако дека заслужуваат. ВМРО ДПМН не осудува секаков вандализам на спомен плочата и оддава достојна почит за сите бранители кои го загубија животот. Останува да кажеме дека за ова ќе има реакција од Министерството за внатрешни работи, каде што тие кои што го сториле овој кукавички чин ќе бидат пронајдени, и реакцијата на Министерството за одбрана, каде што ќе се припреми во најбрз можен рок закон кој што ќе даде можност да се постави ново спомен обележје. За разлика од тоа, во изминатите 7 години Министерството за одбрана подготвувало законски решенија кои што знаело дека ќе добијат негативни мислења од другите институции, поради тоа што планирале да постават спомен обележја во заштитна зона на автопат, каде што по закон и не смее да се постави. Така да нема несериозно да пристапуваме кон овие нешта, со одветно на почита кон загинатите бранители, Министерството за одбрана ќе подготви закон и кој што ќе дозволи ваквото спомен обележје да биде поставено на местноста. Исто така пристигна новинарско прашање за став на ВМРО ДПМН за ставот на Влен за уставниот амандман за ретроактивна корупција. Нашиот став е дека со постојните законски регулативи и со мечирање на базата на податоци може да се бори против корупцијата. Она што досега недостасуваше беше политичката волја за расветлување на овие случаи, за испитување и одговорност за криминалите. Може и треба да се плашат сите оние кои што се огрешиле кон законот, а треба да знаат дека ќе има правда. Наскоро ќе се започне и со расветлување на сите случаи за сите видови на корупција. Благодарам.